благодарам. Италијаните имаат една многу добра навика, а тоа е секој утро да го почнуваат со кратко еспресо. При тоа разговараат со пријатели за бизнис, разговараат за животот. Утринското еспресо е начин на живот, на здравје. Една голтка кафе за добар ден. Во денешната епизода во школото за джентлмени ќе говориме за воркохолици. Останете со мене за да видите што е тоа и кога тој термин се употребува. Воркохолик е личност која работи по цена на својот сон и социјалните функции како средба со пријателите или семејството, за да стигне да ги исполни своите соништа. Иако терминот не мора да значи дека личноста ужива со својата работа, може да имплицира дека тие едноставно се чувствуваат принудени да го прават тоа. Не постои општо прифатена медицинска дефиниција за таква состојба, иако некои форми на стрес, нарушување на контролата на импулсите и обсесивно-компулсивните расстройства на личноста може да бидат поврзани со работата. Популарно наречениот збор hustle culture, поврзан со прекумерна посветеност кон својата работа до исклучување на секој друг аспект од неговиот живот, создавајќи нездрав баланс помеѓу работата и животот, се синоним за терминот воркохолик. Воркохолици се луѓето кои постојано се зафатени. Тие секогаш на прво место ја ставаат работата. Често ги скратуваат часовите за спиење и никогаш не знаат да кажат доста на својата работа. Деноночно се присутни и достапни на социјалните мрежи, одговараат на службени мејлови и повици, дури и кога се на пауза од работа. Иако ова има и позитивни страни, најголема маана на сите воркохолици е дека нивната прекумерна работа ги прави непродуктивни и не можат да се посветат на важните работи во нивниот бизнис. Воркохолиците немаат дефиниран термин за успех. Дури и кога се оди како што треба, тие се загрижени за евентуален неуспех во нивната кариера. Тие знаат само за уште. Први влегуваат и последни излегуваат од канцеларија. Одговараат на службените пораки дури и кога се на одмор и секогаш на прво место ја ставаат работата. Не знаат да му кажат не на својот надреден и секогаш прифаќаат нови предизвици. Кога некој од страна ќе ги нарече воркохолици, тие се лутат и велат дека тоа не е точно. Убаво е да се сака својата работа, но како совет на сите воркохолици би им дале да најдат метода за решавање на стресот кога ќе се најдат во таква ситуација и да знаат понекогаш да одморат од работата. Тоа може да биде контролирано дишење, одење во кратка прошетка, разговор со пријател или джентлменски чашка алкохол од нивната омилена пијачка. Доколку разјаснивме што е тоа workaholic, сега ќе одиме со еден нов термин што се почесто го слушам во секојдневните разговори, а тоа е терминот burnout или синдром на исцрпување. Burnout е ситуација во која ако би се довеле би требало да знаеме како брзо да излеземе од неа. Тоа е состојба поврзана со преоптоварено и забрзано секојдневие во кое луѓето се стремат да постигнат се повеќе и повеќе, без да си обезбедат време за одмор. Најчесто ги засега оние кои сакаат секогаш да се први, секогаш да се најдобри. Во стремежот кон совршените достигнувања, човекот не чувствува толку многу работи, се оптоварува, се преработува и не наоѓа време за одмор. И по цена на своето здравје, кое е најзначајно, се завршува катастрофално. Често, burnout се поврзува и со загубата на мотивација и инспирација за работа. Затоа, некои го нарекуваат и синдром на професионално исцрпување. Всушност, burnout е состојба на физички и психички замор која води до хроничен стрес. Како симптоми на оваа модерна болест се јавуваат хроничниот замор, па така дури и кога одмараат, луѓето кои се во оваа состојба немаат чувство дека се одмориле. Овие луѓе страдаат и од несоница, и покрај заморот не можат да заспијат во текот на ноќта. Според некои истражувања, несоницата се јавува еднаш до 2 пати неделно, а во понапредна фаза и секоја вечер. Овие луѓе имаат и поголеми проблеми со концентрација и фокусирање, го губат апетитот, имаат и физиолошки проблеми како срцебиење, задишување, главоболка, растревоженост, желба за социјална изолација и останување сами со себе. Инженерите, политичарите, здравствените работници, но и сите луѓе кои имаат голем товар ја чувствуваат оваа модерна болест. Во име на мојата школа за джентлмени, за терминот workaholic или burnout синдром, јас денес го имам вистинскиот гостин, Дамјан Манчевски.
Еднаш политичар, секогаш политичар. Какво е твоето мислење за ова? Не дај Боже, ма ќе видиме. Да наздравиме. Добре ми дојде. Добре, не. Долго време во политика. Како е тоа? Остава траги? Па, да, меѓутоа сега полесно се диша, да кажам. Добро, ја професионално бев во политика како 2015 до 2020, но 5 години, ама со политика се бавев и подолго време, од 18 година сум политички активен, професионално 4,5, да кажам 5 години. Политичарите секогаш изгледаат скоцкано на телевизија. Тоа е некој формален дрескод, некој што мора да го имате кога одите на седници, кога одите на состаноци или тоа си е произволно, кој како сака? Па, сега, никаде не е напишано, ама да, во основа протокол е дека мачките треба да се у сако минимум. Ја и сега и никогаш немам сам кравата, тоа неколку пати протокол ме караше за тоа, ама не попуштав. Така да, тој дел не го дадов. Значи сепак протоколарно да се носи кравата, нели? Да, во одредени ситуации, дури сега, еве да бидам искрен, 2 пати морав да ставам. Да. Ама иначе секаде кога можев избегавав. Што е она што те опушта после напорен ден? Како сакаш да се релаксираш? Нормално, семејството дома, добро филмче, некоја чаша виски, морам да бидам искрен, да. И така, да. На телевизија, колку што те гледавме и кога беше активен, важиш за еден мирен и сталожен човек. Каков си приватно? Не знам дали сум важил за таков, па доста луѓе ми вика дека љуто сум изгледал кога бев на политика. Не сум, луѓе што ме знаат дека работат со мене, стварно е ретко ја да викам, да не знам, се нервирам, да се расправам со некого. Не мислам дека повишување на тон и расправање нешто ќе подобри или ќе ми донесе подобар резултат. Ако се разбереме, можеме да се разбереме со нормален јазик и без нервози и викање, а ако не се разбереме, не се разбираме. Живи здрави, тоа е тоа. Ќе пробаме друг пат. Имаш ли нешто што во професионалниот свет многу те нервира, нешто што те изнервирало до сега најмногу можеби, што ти останало осеќавање? Ме нервира некој што ќе рече некој дека ќе го направи, а после не го прави. Се тоа е. Ако земеш обврски, ако речеш дека нешто ќе заврши работата. И обично ако некој не ја заврши, не е ништо страшно, подобро кажи, но ако не кажеш и после разберам 3 дена дека не е завршена работата, тоа ме нервира. Иако од друга страна, па да бидам искрен, луѓе ме бараат само кога нешто има проблем, никој не те бара да ти каже нешто дека е добро, дека е завршено. Така да, кога ме прашаат како е нешто, викам ајде да не ме барале, ајде окей. Во твојот свет, во политиката поготово, кај народот тоа важи дека политиката е валкана игра, дека нема искреност, дека нема џентълменство многу, дека не е фер плей. Што би кажал околу тоа? Те беше доволно долго за да видиш дали тоа е така или не е така? Како и во секоја друга работа. Има вакви луѓе, има такви луѓе. Да, има џентълменство, има прљави работи, ама не е ништо различно од било која друга работа и било кои други меѓучовечки односи. Пак на крајот на денот и политичарите, не сум веќе политичар, ама се луѓе, тие се некој од нас. Да. Денес си, утре не си, треба ти тоа јасно во политиката. И мислам дека тоа, ако таа девиза те води во животот генерално, па и во политиката, дека се е минливо и дека пак на крајот на денот треба да останеш човек со сите луѓе кои што си бил во контакт или си работел нешто, така и ќе те ценат. Така да секој е различна приказна, нема генерално. А се слушаш ли дека кај нас, генерално во политиката, апропо твојот муабет, кај нас мислат политичарите еднаш политичар, за секогаш политичар, а не како се е милливо и менливо. Како сега дојдов тука и сега ќе видите вие. Добро, никој до сега не му успеало тоа, невозможно е. Има на запад, не дека не, и во светот луѓе што се цело време нели професионално политичари, дури кај нас ретки се таквите ситуации. Во Америка е многу нормално цел живот да си политичар. Ама ја секогаш имав претпоставката дека ова еден ден ќе заврши. Така се однесував дека ова привремена авантура, работа, кауза за која што се внесовме тогаш. Стана кај нас малце поекстремно тоа што требаше, што се вика, не беше нормална политика. Се надевам дека денешните политичари, денешната политика малце ќе биде помирна тоа што беше порано. И се надевам дека ќе се подобри имиџот на политичарите, затоа што можда и дел од мотивите кога ја напуштив политиката е дека буквално се генерализира да сите се исти, вакви, такви. И еднаш веќе се запрашуваш, добро,
што треба, не знам, да направам за да луѓето сватат дека не се сите исти. Да, како и во секоја работа, како со секој луѓе има луѓе кои што имаат задни намери, зли намери, така натака, и тие за жал го прават тој лош имидж кој што се ги изгенерализира за сите. Меѓутоа, пак ќе кажам, не е ништо различно од било која друга професија. Сепак ние говориме за џентлменството, за еден вид на изумирање кај нас, што за жал е така. Колку во политиката постои тоа џентлменство? Си помагаат ли политичарите, поготово од различни партии кај нас? Еве, од другата страна, ние од оваа страна гледаме дека тоа не е така, но дали од другата страна е така? Знаат да седнат ли на ручек, да разменат мислења, ова да биде за општото добро, ние да работиме, да се средат работите, или не постои тоа? Има, дури прилично постои, меѓутоа не е интересно за јавност и за медиумите, нели? Интересната вест е така, лошата вест или негативната вест, или кога има кавга, конфликт. Да, шоу. Во основа и многу работи се договараат и во собрание и помеѓу политички партии, така се движат процесите и во собранието. Вие самите сте сведоци, некои големи политички промени кои што се случија во држава се случуваа со еден вид на општ политички консензус помеѓу различни политички партии. Сега има до одредено ниво до каде што тоа може да функционира. Меѓутоа, факт е дека кога се разговара надвор од камерите, моабетот посмирен. Има повеќе разбирачка и, како што реков, се договараме или не се договараме. Тоа е нема. Веќе кога се излезе во јавност, тука се распламтуваат страстите и она што не го сватија голем дел на политичари е дека она што го кажуваат јавно, било кои јавни личности во камера, дека тоа многу влијае кај луѓето. Значи, луѓето гледаат телевизија. И лошиот збор, кој што вака може да изгледа така лесно кажан, може да предизвика омраза, ниски страсти, зли намери, да тргнат луѓе против луѓе, кои што тргнаа кај нас. Така да многу треба да внимаваат јавните личности што кажуваат, одговорноста треба да се зголеми, или тоа, ајде да кажам, вие што би рекли џентлменство во јавност. Треба малце повеќе да се зголеми. Вака надвор може повеќе го има отколку пред камера. Апсолутно се служам со тоа, интересно гледиште. Апропо тој муавет, што за тебе представува џентлмен? Џентлменство за мене е основно домашно воспитување. Значи сега е модерен израз, џентлмена. Основно е домашно воспитување и добро, и образовниот систем влијае. Секако, ама од дома ако не те научиле да се однесуваш како што требаш од мал. Сметаш дека после не можеш да станеш џентлмен ако не. Почетокот не е како што треба? Не. Немаш. Да, окей, дискутабилна тема, но дајте друг пат тоа. Кога би можел да се разбудиш денес и да одбереш некоја особина, талент, карактеристика, да си ја смениш кај тебе или нешто што си го посакувал, што би било, да речеме? Да зборам уште 5 јазици. Тоа би сакал. А колку зборуваш? Активно англиски само. Учев во основно руски, така да разбирам, по-тешко ми е да зборам, едно време малце земав пола година или колку беше една година нешто грчки учев, ама можам да кажам дека кафански грчки знам не повеќе. Да, па добро, доволно е. Да. Узо. За наши потреби да сте. Цело време слушаме, гледаме дека младите си одат од кај нас, младите ова, младите она. Што мислиш дека треба да се смени кај нас за младите да останат тука? Нормално животниот стандард, платите. И тоа е веќе не е исто и дај да кажем условно во западневе земји. Значи, кога ќе оди денеска па и електроинженер или некој интелектуалец со примањата кои што ги имаат таму, не е како порано, дека они може да живеат комотно и да печелат и да праќаат на фамилијата тука. Да. Со платите кои што ги имаат веќе на запад, они живеат средна класа таму. Значи ги имаат сите услови за живот добри, имаат ред и поредок и така натака, но не е дека може да се збогатат. Животниот стандард не е веќе ни таму како што не знам, било 60-70 години, кога оди машинист работи во фабрика и пола плата успеа да праќа дома. Тоа веќе не постои. Она што денес дополнително мислам дека ги тера за жал младите си одат е дека таму сепак постои систем, постои повеќе ред и поредок. Иако и многу работи таму не функционираат и некогаш ги идеализираме. Сега баш скоро разговарав со некои пријатели кои што едно време имаат живеено и во странство. Изборувавме за
услугите што ги добиваат од медицинскиот систем во здравството. И таму кога ти е болно детето се чека 4-5 сата, се чека во чекална. И нема добро, таму нема прекурет. Да се пикаат луѓе. Ама нема идеална состојба. И мислам дека и премногу го идеализираме тој живот веќе што го имаат таму. Мислам дека со добра плата овде кај нас во Македонија многу поубаво може да се живее, со многу подобар стандард отколку со дупло поголема плата некаде на запад. Овде мислам дека животот би поквалитетен и заради социјалниот живот, затоа што знаете луѓе имате семејство, така натака. Но и сепак кај нас скоро се е поевтино него на друго место, така да ако овде си имаат добри примања, не гледам зошто луѓе би си оделе. И ако имам во моја блиска околина многу луѓе кои што тоа го направи, и ако имаат одлични примања тука, решаваат да заменат токму поради тој некој систем на вредности кој што овде не го гледаат колку што го гледаат на друго место. Што викаше Шекспир, нешто е гнило во државата Данска. И у Данска гнила не знам. Па затоа за Данска зборуваме дека кај нас се погнила малце. Без ризик нема награда. Јас ова често љубам да го кажам. Што мислиш колку кај нас сете поготово помладата генерација е спремна на оваа девиза да речем? Се повеќе. Имаше еден период кога воопшто не беа. Ја кога бев млад, кога бев во средно се сеќавам, тоа беше почеток на 90-ти години, бевме. Во моја генерација и во околината во која што јас се дружев, се движев, тогаш немаше никој, буквално никој што сакаше да работи во јавна администрација. Сите сонуваа да бидат, не знам, професори, инженери, лекари, правници, да идат во странство, никој не бараше таква некоја работа. Да почнат бизнис и почнуваа да бидат адвокати, се. Мислам дека после се смени драстично тоа, дека луѓето бараа сигурно да имам плата, па да видиме. Државно. Па да. Но мислам дека во последно време тоа се менува и дека луѓето, младите луѓе веќе повеќе се решаваат да почнат некој сопствен бизнис. Нормално е дека мал процент ќе успее, ама со целата поддршка која што денеска имаат од и државна и веќе банкарски сектор, финансиски цел систем, подруго е. Полесно се доаѓа до средства за инвестиција ако се има добар бизнис план. Мислам дека се одлучуваат да влезат и помал им е ризикот ако не успеат. Да. Така што мислам дека се менува тоа и драго ми е што го гледам. Ке прашање на време кога веќе кај нас ќе почнат да нудат веќе овие што се по странство приватни инвестициски фондови да се поактивни на нашиот пазар и тука ќе најдат исто пласман. Така што мислам дека работата се менува. Нормално, се треба време. Се уште не е на доволно ниво како што би сакал да го видам, ама гледам вака дека почнуваат, дека размислуваат за такви. Дај Боже ќе биде и тоа. Па Од политика премина во бизнис сектор, значи викаат дека здраво е да се менува работата на секои 5 години. Сега две прашања ти поставив, извини. Сметаш ли дека кај нас го прават луѓето тоа да ја менуваат својата работата во која што работат, средината? Колку е тоа застапено кај нас или апропо претходниот муабет, убаво ми е ваму кај што сум си земам плата, дај да не ризикуваме многу. Не, добро. Состојбата на пазарот на трудот го прави тоа. Ако нема понуда, нормално дека ќе седиш и ќе нема да менуваш. Меѓутоа веќе невработеноста прилично падна кај нас, не е како што беше порано 40%, сега е 15-16% невработеноста. И особено во градовите е уште помала. Во Скопје би рекол и најмала од држава. Сепак кај пак помладите се повеќе склони да менуваат. А особено по овие моиве програмери со кои што работам, тие менуваат и пречесто, така да јас сум во индустрија и во област во која што многу е динамично и многу чести се промените. Иако фирмата во која што работам Max System па не е таква, ние сме некарактеристична IT компанија, луѓето кај нас седат 10, 20, 25 години. Главниот систем архитект му славевме во јуни 25 годишнина, така што друга е приказната малце во фирмата во која што работам, но генерално кај програмерите во IT секторот многу е променливо и сакаат да менуваат. Во останатите индустрии мислам дека не е толку. Но да, веќе и кај нас почнува тоа да се размислува дека добро од време на време да се промени, да се смени нешто. Мене не ми беше тоа мотивацијата.
Мене беше што знам, едноставно добив добра понуда, но од друга страна и сум електроинженер и во мојата професија, ако си долго време надвор од професијата, веќе си неупотреблив. И си реков дека последните 4,5-5 години во политика имав и среќа што водев министерството, сепак беше поврзано со професијата и технологијата и бев во тек. Некако размислував дека после ќе сум буквално и неупотреблив уште 4 години ако останев на некоја друга позиција тогаш во владата што беше договорена, што немаше врска со информатичката технологија. Така што тоа ми беше мотивација се вратам назад и да продолжам со она што ми е животна професија. Се кажеш што излез од политика или не? Не. Првите 2 месеца ми беше чудно, а после не, апсолутно веќе се сталожи се. Супер. Мило ми е што ете си ја направил вистинската одлука. Сега малку околу џентлменството и тие добри навики за кои што ние често говориме, што исто кај нас ги нема толку многу. Се надевам дека ќе ги вратиме. Што мислиш за негувањето добри навики и здрав живот? Ти си човек кој што секој утро станува 5:30 сабајле, оди на тренинг. И што друго правиш пред да отидеш на тренинг или после тренинг? Непосредно имаш ли некои ритуали? 5:15 станувам, тренинг, тоа е време кога е најмирно, нема телефон, нема никој, сите спијат дома. Вежбаш дома или одиш некаде? Не, у теретаната. Или трчам на кеј, зависи од денот. После доаѓам дома и реално ја ги спремам децата за школа, жена ми не ги познава децата од сабајле. Ама тоа е да речам мојот ритуал. Околу нив ги испраќам во школа до 8 и после тоа веќе одам на работа, така сега со оваа работа дека 6-7 се заглавувам. Така да тоа е некој дневен ритам после во зависност или дома нешто со пријатели. Меѓутоа морам да кажам дека во политиката немаше ни дење, ни ноќи, ни викенд, сега веќе особено затоа што Max System е дел од голема корпорација од Кралево Груп, многу се почитуваат тие баланс на работа и приватен живот, се почитува приватното време, се почитува викенд многу и кога ќе се знае дека не сме на работа, навистина не знам, треба да гори некаде птен за да некој те побара. Така да тој аспект на вистина вие корпоративни политики ги следат. И за мене е тоа нова работа, зашто и пред да бидам во политика и 24 сата што сега работев. Така да сега малце јас се обидувам и кај нас во фирма да ја воведам таа култура што не била така и кај нас порано и кај нас било немало толку ред да кажам во тој аспект. Сега веќе ги воведуваме тие правила, веќе скоро цела година функционираме така и мислам дека тоа е многу позитивно влија и на здравјето на вработените, на нивното расположение, на нивната ефикасност. Неверојатно е колку во основа, дури мене не ми се веруваше дека тие некои можеби мали гестови, што навидом изгледаат мали, толку многу може да значат и да играат влијание, така да сме многу охрабрени и ќе продолжиме во таа насока да промовираме такви политики на се поголем баланс на приватен живот, на здравје, на малце водење грижа за себе. Ми спомнува на формален разговор дека си бил на кино сега скоро. Сакаш ли да одиш на кино, театар, книги? Јас сум лично филмохолик. Уште од мал. Многу гледам филмови. Синоќа бев во кино. После изолација, така да прво кино отидов. Театар морам да признам не, многу ретко, што може вие ќе ми замерите. Во основа мислам дека театарската сцена кај нас е многу добра. Наистина има добри представи, наистина. Секогаш кога сум бил, сум поминал интересно и убаво било, ама што да некоја навика така. Обично за театар треба некој да ме викне, да одиме, да ми предложи сам, нема шанса. Книги, да, исто читам, колку што имам време, ама последно време, па да, последниве години, мислам дека патив што се вика поредовно да читам. Дури и кога бев во политика, тоа знаев да го практикувам малце, тоа е ослободување малце на мозокот на друга тема, малце се сврти навечер касно да дојдеш дома.
Тоа знам да го кажам. Па да, викаат дека 30 минути од текот на денот е сосем доволно да се прочита дел од книга. Тек ние читаме сите данот на телефон нонстоп и така натаму. Посветен сопруг и посветен татко, како се снаоѓаш во таа улога, поготово на татко, ве каже дека од Сабајле имаш многу врски со деца. Тоа последниве 2 години, иначе претходно не беше така. Да. Не, пак тоа ми е мене ритуалот од Сабајле со нив, после да бидам искрен, сопругата тоа нема ништо да функционира, така да она го имаше главниот терет сиве години назад, сега малце повеќе сум присутен и не знам, порано она е класично прашање што ги поставуваат, што го поставуваат на политичарите, како успевате да го балансирате приватниот и професионалниот живот, не успеваат, значи лажат кои што викаат дека успеваат, нема врска тоа, не може да постои. Тоа се знае, 3-4 години не постоиш дома. Меѓутоа сега веќе поинаку се обидувам да пофатам повеќе, што сега ги запознав деца во последните 2 години. Претходно не беше баш така. Се сметаш ли себе си за воркохоликите кога веќе зборуваме за ова? Да, и сега покушавам да не сум толку. Не оди лесно. Откаде што тоа, не можеш да не гледаш мейлови, викенд и вамо и тамо, ама бар гледам да не одговарам. И стварно она што го велам дека во целата компанија се почитува таа политика, дури се смета за непристојно ако му пратиш некого мејл за време на викенд или празник или се обидуваш да го комуницираш за работа. Значи стварно треба да е екстремна ситуација за да што мене ми е чудно, се гледам мејлове, тргам у сабота што да одговарам и после се сепнувам, не, ова не го правам. Дури и обратно, нас централата на фирмата ни е во Лондон, ни е во други локации во светот, значи пола фирма се странци што се вика. Да. Кога се кај нас празници, ние ги имаме еден копија, дури не ги не знам сите. Се пишува у календари веќе кога е што е и они повеќе внимаваат дека мене ми е празник. Јас закажувам состаноци сега што беше Водици. Да. 19. Имав закажувам некои состаноци кои што они ми ги откажуваат кога видува дека кај нас е празник. Викам добро, окей. Па добро, тоа е почитто што треба да се има, нели, за да се развиваме. Да. Така да јас тука учам, не сум најдобар. Негувањето на добри навики во однос на материјалното. Колку кај нас се почитува тоа духовно напрема материјално или обратно е, знаеш, трчаат луѓето по материјално или се повеќе продуховени? Трчаат по материјално, ама сегде е така. Ја по основа не. Мислам дека не сум. Да, сакам ја нешто си купам дори не дека не, ама и за наши услови мислам дека имам прилично добар животен стандард, ама многу поважно ми е добро друштво и убаво поминато време со луѓе, отколку било што друго. Така што, не знам, пример, кога одам било каде некаде да шетаме надвор во некое ново место или дури во место кај што сум бил, највеќе мрзам да не го правам тоа, да одам у некој мол и да купувам, значи подобро ќе да видам некое ќоше, нова улица таму локално што е интересно, отколку да што се вика да трчам во продавници. Во денешен свет исти се продавниците сегде, значи дека кај нас има се скоро. Така да немаш потреба да ќе одиш, не знам, некаде во странство и ќе ќе идам исто е. Ако ти треба нешто купи, кај да се не. Така да, меѓутоа сепак човечка природа не е. Да. И тоа се менува веројатно полека, ама пак луѓето, тоа е тоа. Повеќе се по материјалното. 80% работа, 20% талент или обратно? Да, и помалку талент. Значи многу работа. Многу работа. Со многу работа, прилично се може се, и учење, и читање, и напор, ако се посветиш на нешто, стварно мислам дека не може да не го постигнеш. И јас инаец сум за тоа, ако нешто решам, дека ќе го направам, го правам. Не се откажувам воопшто лесно. Не сум по карактер инаец дека мора да биде по мое, ама ако нешто решам да го направам, го правам. 5 работи без кои што не го почнуваш денот или не го завршуваш. Или што мораш да ги направиш во текот на денот. Мислам, може и кафе да е пиење. 2. Кафе и вежбање. А аксесуар без кој што не го напушташ денот, саат, новчаник, окей, нормално тоа. Саат и телефон, но денешно време нема што, ама веќе исто е и ова еден вид на телефон веќе. Да. Така да
Јас и тоа ми е професијата, ама си следам технологијата и користам такви гаджети, тоа го правам. Ти го олеснува животот. Да. Луѓе викаат дека па малце го прави пренапорен и преинтензивен. И факт е дека многу повеќе комуницираш, си достапен и може и нервоза повеќе така натака, ама тоа е тоа денеска така е светот, мислам дека се научивме сите така да функционираме. Што сега, ај замислете порано кога немало мобилни телефони, се договарале луѓе се видат, ќе се видиме следната среда во 5. Да. И веројатно немале се, не знам, ја не можам да замислам тоа, од кога работам, постоја мобилни. Веројатно немале повеќе од 3 состанака у денот, пошто немаш како да се договориш. А сега 3 имам до 10. Па после гледаме други работи. Така да многу е сменето, ама нормално не беше. Тоа може да од една страна е и добро. Помалце трошење на себе си, но ете помалце материјално па од друга страна. Види, сега се гледам и сам. Многу помалце имаш време да се сконцентрираш нешто, да прочиташ сега до аспект на работа, зборам. И да се задлабочиш нешто, да креираш документ, презентација или било што. И обично сега ги гледам сите. Ки чекаат да заврши галамата, гужвата кај 4-5 и после седнува нешто да по-креативно, да кажем, да направи. Кога е малце по-тивко. Пошто сега е цело време, ти пишуваш нешто, звони, влага, ама тоа е, се навикнав. Мултитаскинг баш. Таков ми живот, таква ми работа. А имаш ли нешто што ти останало како совет од татко, дедо, негде што си прочитал, нешто што те води во животот? Нешто апропо јас ова што го спомнав, без ризик нема награда. Тоа го кажав неколку пати. Имаме еден стрик во Охрид. Он цел живот директор беше, сега у пензија, и он ми викаше: Дамјан, од мотика, од политика бегај. За мотика го послушав, за политика. Ема сега е веќе и политика, баш му реков тогаш кога си одев, му си јаев, му викам: слушај, готово, те послушав за двете работи. Нема мото некоја девиза. Не, биди искрен, работи си работа, да биди упорен во тоа што го работиш. Тоа е, нема нешто посебно. Биди нормален човек со сите и ќе се случат работи. Ова исто важи што би им го препорачал на младите или сакаш нешто друго да им препорачаш пред крај? За сите оние кои што водат борба за да останат овде или да си одат надвор? Пред да си одат, нека пробаат нешто сами да направат. Почнат собствен бизнис, да направат некаков нов производ, еби програмери ако се. Окей е да работиш аутсорсинг и тоа секако има многу придонесува и тука многу фирми работат аутсорсинг, ама тоа е како лон шиење. Значи ти си шивална. Немаш свој производ. Ретки се компаниите кај нас, и овие софтверскиве компании кои што имаат сопствени производи. Ние сме такви, ние имаме наши 3 производи кои што се светски стандард. Една од 3 трансфузии на крв во светот одат преку производи на мак. Ама ретки се, има уште неколку наши такви компании, но ретки се, претежно е аутсорсинг. Да, и тоа обезбедува приход, тоа обезбедува, меѓутоа да се обидат да направат нешто сами. Сите денешни големи софтверски производи или IT производи ги знаеме познатите приказни. Тргнале од гаражата, двајца студенти седнале, правеле апликации, сите што ги користиме денеска, исто така се настанати од некои млади што имале некоја луда идеја, па направиле нешто, па инвеститори дошле, па така натака, и веќе денес тоа е приказна за Skype, тоа е за Viber, тоа е за се е така. Така што се обидат, колку да изгледа луда идејата денеска, треба да се обидат. Не треба да ризикуваат, да после си го ништа животот заради тоа, ама мислам дека денеска имаат на располагање многу повеќе механизми како да се обидат нешто сами, отколку што тоа порано беше. И дека мислам дека со многу работа и со труд и со малце така повеќе инвентивност, дека кај нас може да си обезбедат еден комотен живот. Одењето надвор е секогаш опција, на крај пробај, а ако не биде, да, оди. Ама без да се обидеш, не си оди дома. Да, се почнува од идеја. Прво нешто можеш да го замислиш пред да го оствариш, така да се сложувам со тоа. Апсолутно. Ти благодарам многу што ми беше гостин, си направивме убав муабет, ќе си го продолжуваме муабетот и позади камери. Фала на поканата и се надевам се гледаме повторно. На здравје. Здравје. So 5 things that I need every day. I think, well,
The first one is a cup of coffee to get going in the morning. That's essential. Second is I usually have a swimming costume with me somewhere, just in case I get a chance to swim during the day. Third, in the day I need a moment at some point, whenever, just completely alone. Fourth thing I need is when I get home in the evening, the dog, Nino, she runs up to me and makes a huge fuss, and that's really rewarding. And fifth, at the end of the day, I need a few moments alone with my partner, Paul, to talk about what's happened to me, what's happened to him during the day. So I think those are the 5 keys for sanity day to day. Секое знаење што ќе го стекнеме е бесценето и тоа никој не може да ни го одземе. Живееме во едно технолошко време, каде што класичното е потиснато од модерното. Мислам дека денес се подсетивме и научивме дека пред се е најважно да се биде човек. Ние во Gentleman Magazine пробуваме секој ден и секоја емисија да ве подсетиме дека тоа е она вистинското, да се биде човек. Бидете со нас на македонската телевизија Gentleman Magazine.